Така и ова на специализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември денеска ќе прими сертификат за акредитација и тоа во важност од 5 години, кој ќе биде доделен од страна на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени услуги. Зашто точно станува збор, за каков сертификат и што денеска ќе се случува овде во оваа болница, во продолжение ќе разговарам со директорката Ленче Неловска. Директорке, добро утро. Благодарам што сте дел Македонија на утро. Благодарам што сте со нас. Да, ајде прво да објасниме што конкретно значи добивањето на 5-годишната акредитација за оваа болница и како ова ќе се одрази на квалитетот на услугите на болницата и во иднина. Па со измените на Законот на здравствена заштита уште 14-15 година, не знам, агенцијата доби овластување да спроведува акредитација на сите здравствени установи, односно тоа значи воспоставување на системи кои што гарантираат квалитетна услуга за секој еден пациент. Ова установа со тој процес започна и во 2016 ја добивме првата акредитација и бевме првата и единствена јавна здравствена установа која што доби акредитација на 3 години, затоа што направивме пресек точно со оние процедури ние кои што ги имаме воведено. Значи добивме 3 години. Уште 2 пати таа акредитација продолжуваше на по 3 години и оваа година сум многу среќна што можам да кажам дека веќе напредувавме од таа почетна точка на која што почнавме и добивме акредитација на 5 години, што е врвната, најголемата акредитација која што се добива. Тоа е огромна чест, меѓутоа во исто време е и огромна одговорност за секој еден вработен во установата, да се задржи тоа ниво на грижа кон пациентите и секако и понатаму да се унапредуваме со она што е можно. Така, кои беа најголемите предизвици во процесот на добивањето на 5-годишната акредитација сега и што беше најмногу подобрано во работењето на болницата изминатиот период? Па знаете, најтешка беше првата во суштина акредитација, затоа што тогаш ги поставувате темелите на системот. Потоа доколку тоа добро се работи и акредитацијата е жива и не е само слово на хартија, туку се практикува секојдневно, после веќе и не е толку многу комплицирано да се движите напред, затоа што работата сама ви покажува каде треба да се подобрите, односно се стекнувате со една свест како сето тоа треба да функционира. Така што ова е заслуга на сите вработени, како на здравствен, така и на технички административен персонал, што ние стигнавме до 5 години со една голема посветеност на работата и на самиот процес на акредитација. Што подразбира акредитацијата? Подразбира дека, како што претходно реков, секоја една процедура, се она што вие го работите, сите оние несакани случувања во текот на работата кои што се појавуваат, треба да се регистрираат и да се реагира адекватно на секој еден настан. Например, интрахоспитални инфекции, се појавила интрахоспитална инфекција, треба да се констатира, треба да се постапи така како што пропишува законот. Пациент се чукнал од надкасната, исто така треба да се регистрира, треба да се постапи така како што е пропишано и на тој начин во суштина кога вие ги регистрирате сите несакани случувања, имате контрола врз тоа и можноста за грешка во процесот на работа се сведува на минимум. И тоа е целта во суштина на акредитацијата, да можноста за грешки се сведе на минимум и се тоа што ќе се случи да може да се исконтролира, да нема несакани последици за никого. Така, директорке, во извештајот на агенцијата која што ги доделува оваа акредитација се споменува дека болницата бележи подобрување во управувањето со ризици и контрола на инфекции. Кои конкретни мерки ги воведовте за да го имаме во овој епилог сега? Па точно тоа ви кажувам. Значи, ние имаме и надворешен соработник, микробиолог, имаме комисија за интрахоспитални инфекции, која што рутински месечно се сретнува, се анализираат сите извештаи кои што ги добиваме на дневна основа од нашата и од други лаборатории, од примероци кои што се земаат, од ДСЗИ, исто така контролите, од центрите за јавно здравје. Сето она кое што е со закон рутински пропишано, меѓутоа е и рутина во работењето во смисла на микробиолошки лабораториски прегледи на пациентите, сето тоа се анализира
и доколку се појави нешто кое што отстапува од рутината, тогаш се постапува по тоа. Комисијата заседава, констатира состојба, дава препораки и доколку нешто почесто се повторува, тогаш се прави нова процедура како да се спречи, да речеме, таквата појава. Така што сите луѓе кои што се вклучени навистина реално и посветено работат постојано, затоа и имаме добри резултати. Така, за крај сакам да ве прашам какви се плановите за воиднина, за понатамошен развој на болницата, што е во следен план еве сега откако имаме 5 годишна акредитација? Значи имаме големи планови и за среќа оваа власт за прв пат има слух за нашите барања. Ние сме единствена јавна здравствена установа за долготраен престој во Македонија. Значи, ние сме специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина. Односно за пациенти над 65 години кои што се со хронични прогресивни болести, а во хосписот Сирајдер се сместуваат пациенти со малигни болести независно од возраста. Со глобално, со демографијата и Македонија исто така, значи се констатира едно старење на популацијата, каде што потребата од вакви институции е во нагорен тренд. Значи секојдневно расне, не е тајна дека имаме долги листи на чекање од причина што сме единствени. Токму во таа насока ние и минатата година организиравме првата научна конференција за геријатриска и палијативна медицина, каде што гостин ни беше министерот за здравство на панелот што го организиравме од Светска банка, Светска здравствена организација, Фондот за здравство, Институт за здравство, Министерство за млади и демографија. Значи се констатира една состојба и една потреба и заради тоа ние веќе почнавме да работиме на една стратегија за геријатриска и палијативна медицина, каде што значи сметам дека треба да се има регионален пристап во сите региони во Македонија, да се направи една проценка демографска колка би биле потребите и да може државата адекватно да одговори на потребите на пациентите. А нешто што мислам дека претходно ќе се случи, тоа е изградба на центар за хронични рани. Тоа е еден мој стар проект кој што сега се обновува. Јас во 2011 година овде отворив центар за декубити и така сме најмногу познати во јавноста. Меѓу другото и процедурите со декубитите беа суштински важни за добивањето на акредитацијата. Сега овој проект кој што се надевам дека наскоро ќе помине на влада е центар за хронични рани и гангрени. Односно, овдека на овој простор каде што се старите бараки, старите амбуланти, ќе се изгради објект во кој што ќе добиеме современ простор за 18 амбуланти кои што ги имаме, неколку амбуланти за третман на хронични рани и за надворешни пациенти, ќе се зголеми капацитетот на институцијата за околу 100 кревети и на третиот кат горе ќе биде операционата сала со 4 кревети за интензивна и 12 кревети за постинтензивна нега, каде што ќе се третираат гангрените од цела земја. На тој начин сите болници кои што имаат хирургија ќе можат рутински и непречено да си ја работат работата, нема да мораат да затвараат сала 2 дена затоа што влегла гангрена да се оперира, со што се прави застој на другите потреби кои што ги имаат пациентите. Гангрените се елективна хирургија, не се ургентни, така што ќе може сосема навремено на сите пациенти кои што имаат потреба од цела Македонија да дојдат тука, да бидат оперирани тука, а другите болници да си ја работат нивната работа. Се надеваме што побрзо дека ќе се реализира овој проект и дека ќе стане реалност. Се надевам и ќе ве поканиме повторно да споделиме убавата вест. Се разбира. Директор, ќе ви благодарам многу на овој разговор и ви посакувам успешна работа. Благодарам и на вас. Со Ленче Неловска, директорка на специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина, 13 ноември, разговаравме за акредитацијата за квалитет во важност од 5 години, која што денеска ќе биде доделена токму на оваа болница.